Денес ви се обраќам како директор на јавно комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп со искрена почит кон вас, затоа што сакам нештата да бидат појасни за сите и да ги отфрлиме политичките напади на СДСМ кои во моментов се целосно неосновани и неоправдани. Јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп е едно од претпријатијата кои представува столб на Прилеп. Пред се затоа што ја обавува дејноста за водоснабдување на населението со вода за пиење која е неопходна за живот и опстанок. Во овој момент претпријатието се наоѓа во една незавидна состојба, единствено поради тоа што директно е погодена од енергетската и економската криза. Енергетската криза, за која не сака многу да зборува локалната опозиција, очигледно затоа што сакаат да го избегнат моментот од нивната неспособност како политичка партија која ја менаџира оваа криза. Па еве сега гледаме дека дефокус прават со јавните претпријатија кои ги прават последните маневри за спас. Сакам до јавноста да ја доближам работата на претпријатието со една јасна и целосна слика за работењето и функционирањето на истото. Јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп, после одржаниот управен одбор, достави предлог одлука до Советот на општина Прилеп за ново утврдување на цената за вода за период октомври 2022 година до 2023 година. Растот на цената ќе биде приближно 20%, само 20%, од сегашната цена за вода. Овде сме должни, како одговорни лица, да објасниме како се формира цената. Неја ја формира и задава Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија. Моменталната тарифа на цена која ја користиме од Регулаторна комисија за енергетика е нешто пониска од просечната зададена која е формирана врз основа на финансискиот биланс на јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп од 2020 година. Во неа е вкалкулирана цената за електрична енергија од 3,16 денари по киловат час. Овие тарифи се дадени за период 2021 година, 2022 година и 2023 година. Овде потенцираме дека на јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп за месец август наплатено за потрошена електрична енергија му е 34,75 денари по киловат час или разлика нешто повеќе од 31 денар. Или да биде еве уште појасно, до октомври 2021 година ЈКП Водовод и канализација Прилеп плаќа 1 милион денари за сметка за електрична енергија, а додека за месец август последната сметка за електрична енергија е со фантастичен износ од 7,5 милиони денари. Во проценти повеќе од 700. Во моментов цената на вода ја коригираме 20%. Почитувани, што да кажеме за сметките кои ги очекуваме во зимскиот период, за кои што, за жал, јас немам одговор. Затоа, по направената анализа на овие цени и потрошувачка на електрична енергија, денес сме приморани да пристапиме на максималната тарифа за вода која што ни е дадена од Регулаторна комисија за енергетика во 2020 година. Со овие цени на електричната енергија до плафон, со зголемување на цените за гориво, кои за 7 месеци го исцрпија планираниот вкупен износ на годишно ниво, соединено с големени цени на резервни делови. Прашуваме како може да издржи претпријатието да работи рентабилно и да одговори на потребите на градот 24/7, кога има многу други законски оптеретувања, како законот за минимална плата, законот за бенефициран стаж, задолжителниот надоместок за фонд за води и многу други. Овде ќе споменам дека во 2023 година Регулаторна комисија ќе излези со нови тарифи, кои ќе бидат формирани според поатоците од билансот на јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп за 2022 година и сите други јавни комунални претпријатија во Македонија. А тоа ќе значи дека цените ќе бидат повисоки од овие што денес се предмет на донесување. Па господа, од СДСМ, ве прашувам, после неколку месеци, каде ќе го држите пресуд? Пред ЈКП Водовод Прилеп, пред Општина Прилеп, пред Регулаторна комисија, или еве, јас да ви помогнам. Најдобро е да го одржите пред влада на Република Македонија, бидејќи тогаш тие ќе ги зголемат цените.
Го изразувам моето жалење, што како опозиција не ја согледувате реално состојбата и гледате само како да направите ситно партиски поени. Доколку бевте искрени и че најдевте начин да реагирате до владата, да одговорат на барањата за помош на јавните предпријатија. Дека намерата на централната власт е да се доведат јавните предпријатија во ваква состојба, јасно може да заклучите и од одбиеното барање на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп до Централен регистар Скопје, со кое баравме да се прошири дејноста за производство на електрична енергија со фотоволтаици веќе 10 месеци. Доколку тоа ни беше дозволено, како и на едно друго јавно комунално предпријатие во Кочани, денес само од разликата од покачувањето на потрошената електрична енергија, кој што приближно за овие 10 месеци изнесува 30 милиони денари, ќе беа инвестирани во сопствени фотоволтаици, а со тоа ќе се амортизираше директниот товар на граѓаните, и тоа долгорочно. Еве во прилог ви го оставувам известувањето од Централен регистар и тековната состојба за јавно комунално предпријатие од Кочани, за кое што е дозволено пререгистрација или додавање дејност. Значи, во тоа се гледа дека дејноста производство на електрична енергија не представува комунална дејност од јавен интерес и истата не може да биде запишана како дејност на јавното предпријатие. Исто така, како што ви кажав од Кочани, можете да прочитате дека него му е дозволено да биде регистрирано за производство на електрична енергија во време кога централната и локалната власт се од СДСМ. Тука доаѓаме до заклучок дека владата за некого е мајка, а за некога, за жал, мајче. Доколку вие, како СДСМ, во изминативе 4 години го немавте енорно зголемено бројот на вработени во ова јавно комунално предпријатие, за што е спроведена постапка до сите релевантни институции во Република Македонија, ова јавно комунално предпријатие полесно би се справило со оваа криза. Само да напоменам дека со наследени 206 вработени, моментално имаме 204 вработени, и доколку јас би продолжил како со вашето, како што вие кажувате, недомајчинско работење, каде би му било крајот на ова јавно комунално предпријатие. Затоа не ви поминуваат овие ваши пресови, за кои не треба многу интелигенција, за да се разбере причината што доведе до ова нивелирање на цената за вода. Интелигентни се Прилепчани, а вие им ја подценувате интелигенцијата само за ваши политички цели.